Добар ден, време е за вестите на Канал Плюс. Еве дел од содржините во ова информативно издание. Условен паричен надомест во висина од 12.000 денари ќе добијат семејствата кои се приматели на социјална помош и имаат деца средношколци. Јавното комунално предпријатие Водовод Кочани воведува бесплатен телефонски број за пријавување кражби на вода или дефекти на водоводниот систем. Јули 2015-та е најтоплиот месец во последните 4000 години, утврдија научниците од НАСА и метеоролозите од Јапонската агенција. 2015-та досега има највисоки просечни температури. Владата донесе привремени регулацијски мерки кон мигрантите, кои се во насока на обезбедување поефикасен транзит низ државата. Вчера е прогласена кризна состојба во регионот на јужната и северната државна граница, поради зголемениот наплив на мигранти. Оценето е дека е неопходна дополнителна, зголемена и поефикасна контрола на граничниот појас, каде што се забележани масовни илегални преминувања од грчка страна, од каде деновиве влегуваат над 2000 мигранти дневно. Донесовме одлука да се вклучи војската само за тој дел, значи се прогласи така наречена кризна состојба, само во пограничниот дел каде што поминуваат мигрантите, каде што војската треба да ја помогне на полицијата во делот на регулирањето на влезот, да нема неконтролирано влегување, туку да има контролирано влегување, пред се заради безбедноста и хуманиот пристап кон самите мигранти, но и безбедноста и проблемите што се создаваат кај локалното население, и трето, капацитетите на државата да ги прифати и да им помогне на тие луѓе кои што ги снашува голема несреќа во животот да мораат на ваков начин да се снаоѓаат. Така што се надеваме дека овие мерки што ги презимаме ќе бидат и од корист за самите мигранти, во нивна бенефит, во нивна корист, и од корист на локалното население и искористување на најдобар начин на капацитетите на државата да помогне. Јавното предпријатие Водовод Кочани воведе бесплатна телефонска линија на која граѓаните ќе можат анонимно да ги пријавуваат кражбите на вода, нелегалното приклучување или пак дефектите на мрежата на градскиот водоводен систем. Вакви линии постојат во Штип и неколку други градови во Источна Македонија. Бесплатна телефонска линија воведува комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани, на која граѓаните ќе можат анонимно да ги пријавуваат дефектите на мрежата во целото деноноќие, во случај на пукање или кинење на главните доводни линии, како и нелегалното приклучување на мрежата на градскиот водовод во Кочани. 0818 100 е бројот кој е активен од почетокот на оваа недела и ќе биде достапен во текот на 24 часа, со што се возможува целосна услуга на граѓаните. Потребата од воведување на телефонската линија е поради зголемената нелегална потрошувачка на вода ова лето, која предизвика и прекини во водоснабдувањето. Во другите градови во државата ваквата услуга веќе постои и се покажала како доста ефикасна. Семејства приматели на социјална помош кои имаат деца средношколци ќе добиваат дополнителни 12.000 денари со цел да им се помогне за трошоците кои ги има детето и да се охрабри детето да оди на училиште, изјави премиерот Никола Груевски. Услов за добивање на оваа помош е децата редовно да посетуваат средно училиште. Сите приматели на социјална помош во Република Македонија кои имаат деца што одат во средно училиште, добиваат и ќе добиваат и понатаму, бидејќи се донесе одлука за тоа пред некој ден на седница на влада, дополнителни 12.000 денари во секое семејство кое што има дете кое што оди во средно училиште, со цел да се помогне за трошоците што ги има самото дете и да се охрабри детето да оди на училиште. Има само еден услов и затоа се вика условен трансфер, а условот е детето редовно да оди во училиште и да ги посетува часовите. Доколку детето што оди во средно училиште ги посетува редовно часовите, државата на родителите приматели на социјална помош им дава дополнителни 12.000 денари. И тоа ќе продолжи во иднина. Вечерва во Делчево целовечерен концерт ќе одржи Владко Илиевски. Настанот е во рамки на Топлиот културен бран, проект на Министерството за култура.
Продолжуваат културно-забавните настани во Делчево во рамки на топлиот културен бран. На летната сцена делчевчани ќе ги забавува македонската поп звезда Владко Илиевски. Голачките фолклорни средби го одбележаат топлиот културен бран посветен на фолклорот и традицијата, додека целовечерниот концерт на Владко Илиевски е дел од забавните настани што општина Делчево под покровителство на Министерството за култура ги планира во текот на ова лето. Во рамки на Топол културен бран 2015 година на 21 август петок со почеток во 21 часот на градската летна сцена ќе настапи музичката звезда Владко Илиевски. Настанот е организиран со средства од Министерството за култура на Република Македонија и општина Делчево. Ве покануваме да дојдете и да уживате во концертот на овие наши музички звезди. Утре вечер на летната сцена, освен Владко Илиевски, ќе настапат и уште неколку гости од македонската естрада. Во понеделник 24 август во Виница во рамки на топлиот културен бран джез концерт ќе има Поповски Мицанов квартет, кој ќе настапи со авторски композиции на Сашо Поповски и Гоце Мицанов. На ритам секцијата се виртуозите Иван Бејков контрабас и Гоце Стевковски тапани. Концертот ќе се одржи на платото пред Домот на културата Тоша Арсов со почеток во 20 часот. 29 август на повеќе локалитети во Кочани ќе се одржи меѓународната детска ликовна колонија Свети Пантелеймон. Организатор е општина Кочани. Се очекува учество на млади ликовни творци од повеќе градови на Македонија, како и од збратимените градови од Украина, Хрватска и Бугарија. Делата од меѓународната ликовна колонија Свети Пантелеймон ќе бидат изложени на изложба по повод 7 септември, денот на ослободувањето на Кочани. Научниците од Американската агенција за вселенски истражувања НАСА, заедно со колегите од Јапонската метеоролошка агенција, потврдија дека јули 2015 температурата на планетата ги достигнала максималните вредности во последните 4000 години. Според научниците, минатиот месец температурата се зголемила за 0,02 целзиусови степени од претходното рекордно ниво, кое што беше регистрирано во јули 2011 година. И останатите месеци од оваа година бележат повисока просечна температура споредено, така што според научниците нема сомнение дека 2015 ќе биде вкупно земено година со рекордно високи температури досега во историјата. Борци од Исламска држава уништија манастир во сириската провинција Хомс. Според организацијата, борците користеле булдожери за да го уништат манастирот, кој бил освоен од нив во почетокот на август. Градот е сместен крај патот кој го поврзува античкиот град Палмира со планините на либанската граница. Велика Британија повторно ќе отвори својата амбасада во Иран во текот на претстојниот викенд, речиси 4 години откако демонстрантите ја опустошија и го запалија британското знаме. Ваквиот потек за коментаторите означува затоплување на односите меѓу Лондон и Техеран, откако кон крајот на јули во Виена беше постигнат договорот за ограничувањето и контролата на иранската нуклеарна програма. Најмалку 16 случаи на инфицирање со ХИВ се регистрирани во редовите на борците на Исламска држава, од кои повеќето се странски платеници, биле ставени во карантин во локална болница. Лидерите на групата и локалните групи ги принудуваат заболените од СИДА да станат терористи самоубици. Голем дел од инфицираните со ХИВ во редовите на Исламска држава се наркозависници или имаат сериозно криминално минато. Екипата на работнички од Скопје синоќ во рамки на плејофот за Лига Европа одигра нерешено со рускиот Рубин Казан 1:1 во натпревар кој на полувреме заврши 0:0. Македонскиот тим одигра храбро во текот на целиот меч и беше рамноправен противник, иако од 54-та минута играше без исклучениот Милован Петровиќ. Гостите ја искористија предноста од еден играч повеќе во 69-та минута поведоа со 1:0 со голот на Кара Денис. Работнички, иако со човек помалку на теренот, продолжи да игра квалитетно и наградата стигна во 85-та минута, кога Кире Ристевски постигна гол за конечни 1:1. На националната арена Филип II имаше околу 15.000 гледачи, а судија на надпреварот беше Иштван Ват од Унгарија.
Ова е се во овие вести. Свежи информации за актуелните случувања подготвуваме за дневникот во 16:30. Имајте убав ден со програмата на Канал Плюс.